Добро утро, драга Искра, добро утро до нашите почитувани гледачи, до колегите во режија. Токму така, нашата Искра во добро утро секој ќе свети во студио, а ромската Искра вечерва ќе свети овде зад нас во просториите на Филхармонија, односно на сцената на Филхармонија. Многу се радувам што по втор пат ги имаме во добро утро секое утро представници од Институтот Ромалитико, кои што вечерва најавуваат еден спектакуларен настан на манифестација, фестивал кој што се случува за прв пат. Има прекрасно име, токму така се нарекува Ромска Искра. Што се ќе се случува во рамките на оваа Ромска Искра, зборувам во продолжение со нашиот денешен гостин. Навистина ми е драго што уште еднаш ќе му посакам добро дојде на Кенан Тајер, координатор за комуникација од Институтот. Шукардиве. Шукардиве. Ете, научив нешто и многу се радувам што полека учам. Многу сум среќна што направивме уште една соработка и што продолжуваме да комуницираме заедно со вас, Кенан. Како течат последните подготовки? Вечера овде во Филхармонија ќе се случува одличен настан. Ви благодарам. Најпрво да се заблагодарам за поддршката што имаме од Алфа ТВ секогаш. Денес е друг настан. Денес зборуваме токму така за Ромска Искра или на ромски Романија Горин. Настан кој што ќе се случи позади мене во Македонска Филхармонија со почеток по 20 часот. И на истата сите оние посетители што ќе одлучат да дојдат и да купат влезница и да не поддржат, бидејќи сите собрани средства одат во донации, ќе може да видат една манифестација каде што ќе собереме роми во 23 категории, што од поп културата, како пејачи, бендови и слично, меѓутоа истражувачи на ромската култура, награди за животно дело, некои поинакви културно историски награди за лица во Македонија кои што работат на тоа, нели, ромската култура, идентитет и традиција да не згаснат, туку напротив да се зачуваат. Да, целта е да се истакне ромската култура, е да се раскаже на некој начин во една вечер како и пред неромското население, преку тие признанија и награди на истакнати звучни ромски имиња, ќе им доделите признанија и од колку што можев да погледнам, имаме инсерти, ние се надевам дека од режија се подготвени да погледнат категории на луѓе од спортот, роми кои што се истакнале, од глумата и така натаму, се да знаат ли веќе кои се победниците? Да, се знаат победниците уште на 25 мај, кога ја затворивме анкетата. И моментот кои лица воопшто ќе ги видат и воопшто кои се номинирани, известени дека ќе добијат награда, се всушност лица кои што самите роми ги селектирале, прво ги номинирале за да влезат во категорија на гласање и да се гласа за нив, а подоцни да се отвори нели официјалното гласање. Ние имавме над 1700 гласови од државата и надвор од диаспората. Може да гласаат и ромите надвор, така? Да, затоа што тоа е како сервис или анкетен прашалник кој што дозволува од една IP адреса еднаш да се гласа и од една локација поточно. Така што имаме индивидуално различни 1700 гласови од 1700 роми кои што го дале својот глас и навистина наградите за кои што се гласа се релевантни и убавината на истата да добие личноста кога има тежина од 1700 гласа е сепак многу, мислам и ние кои им се јавувавме, тие беа навистина изненадени, задоволни и благодарни на населението и на нашето воопшто. Гласањето се одвиваше онлайн, колку што можев да заклучам, а на кој начин се одвиваше изборот на роми кои што ќе бидат кандидирани, кои што ќе се надпреваруваат и ќе бидат во трката за признанијата? Ние имавме друг анкетен прашалник пред овој со номинациите заклучени. Таму може да предложат луѓе во одредена категорија. Например, им беше дадено кој според вас е спортист. И тие пишува имиња, и го пишува градот од кој доаѓаат личностите. Или кој највеќе придонел во науката, за списи, воопшто во научни списанија да излезе артикл за роми, ромска историја, традиција, култура. Така што номинирале самите луѓе личности, што потоцна, например, ако 5 од нив се извојуваат како најгласани, истите ги земавме, ги ставивме во категорија и сега се гласаше од тие 5 мина, што највеќе имале номинации. Бидејќи веќе
да се јавни, се знае кои се победниците, може да подспомнеме некој од некоја категорија, може да кажеме и да им честитаме и јавно на добитниците? Тоа е нешто што го ставаме за после 8 часот, бидејќи веќе што го криевме од 25 мај наваму и самите луѓе што се номинирани ќе дојдат и ќе дознаат на самиот настан кој победил. Значи не се знае се уште. Само вие знаете. Се знае само 5 мината, 6, 7 или тројцата во категоријата што се меѓутоа победникот ќе се отвори нели плико, како тоа што се прави на Оскарите или било каде на таква манифестација со гласање и ќе се дознаат победниците вечерва во 8 часот позади мене во Македонска филхармонија. Да, сите оние кои што сакаат да видат кои се победници, можеме да ги поканиме нашите гледачи. Овој настане од јавен карактер, секако има символична цена со нели влезница од символична цена. Има ли уште карти? Може ли да се набават од негде картите? Да, ние ги продаваме градови во Скопје, се преостанат уште можеби 20 на 30 на карти. Тие ќе се продават на влезот, бидејќи не може во билетарницата, меѓутоа ќе ги имаме тука преку нашите волонтери. Така што нестомнено сме денес тука, тоа е да ви поканиме неромите што се љубители на ромска традиција, историја, култура и воопшто нашата музика, да дојдат и да го погледнат и проследат настанот. Влезницата чини 500 денари, сите средства собрани одат во локални акции за инфраструктура во ромските населби низ повеќе градови. Тоа е за асфалтирање, канализација, водовод, електрична енергија. Знаете, сега не е окей што зборувам во 21 век дека фалат овие работи, меѓутоа за некого 500 денари денес потрошени било каде на кафе или на излегување, може да ги потрошат денес вечер во истото време кога би излегле, само да дојдат да проследат музичка, ромска, модерна и традиционална миксе, бидејќи нели сепак Македонска филхармонија, дури класични имаме изведувачи, така што на тој начин сакаме да потикнеме јавноста да се заинтересира воопшто и да дојде да не посети. Да, тоа е една поддршка за ромското население од неромското население. Споменуваш музика, тоа значи дека ќе има и неколку настапи, видов и дека има и музичка категорија, но има и настапи на неколку музичари. Може да кажеме кои може. Тоа можам да го откријам, разлика од кои се победници. Ибуш Ибримовски ќе пее вечерва, потоа ќе имаме настап од глумците, од еден од глумците што е номиниран, не знаеме дали победил. Дженгис Ром кој ќе направи стендап во 2 наврата, 2 точки. Исто така водител на настанот е Сунај Сабриовски, тој е новинар. Ќе го поздравиме, Сунај. Да, го поздравуваме, тој ќе дојде наскоро за да имаме генерална проба и да го спремаме целосно тоа што сме го замислили на сцена. Исто имаме водечки бенд, тоа е бендот што комбинира традиционална и модерна ромска музика и ги спојува во едно, така што тоа е нов некој пристап интересен, до сега не слушнат. И имаме Рома Рок Скул, тоа е бенд од млади роми кои што свират рок музика, составени нели од 6 млади деца, едноставно од основното училиште Браке Рамис Хамид, меѓутоа се повеќе се настапуваат низ Македонија и години наназад, така што ќе биде интересно да има спој, ќе има спој всушност и тоа е интересно од млади и постари личности што ќе настапуваат. Измишани генерации. Кенан, она што ги интересира луѓето кои што не разбираат ромски е дали ќе се одвива манифестацијата на ромски јазик, има ли превод, ќе може ли да разбереме што се случува на сцената? Секако мислевме на тоа, бидејќи главно водителот го води настанот на македонски и дел од обраќањата на видео бим, бидејќи победници се луѓе што не се во Македонија, роми, така што тие ќе зборуваат на ромски, меѓутоа има обезбедено слушалки за да има симултан превод во моментот од ромски на македонски, така што не е проблем воопшто јазикот. Едноставно музиката е тоа што е нели универзално, дури не е битен јазикот, така што да, само обраќањата ги дадат преведувани, а другото веќе ќе биде се, мислам, интересно да се проследи. Ни останува уште да се заблагодарам, да посакам полна сала, да поминете одлично на Ромската искра прво издание и уште многу вакви манифестации во иднина. Ви благодарам.
Тоа беше кина на тајрот на Институтот Ромалитико. Подсетуваме вечерва со почеток во 20 часот овде во Филхармонија ќе се случува за прв пат манифестацијата Ромска искра и ве покануваме сите вие кои што сакате да ја видите раскажана ромската култура да повелете токму овде.